Апостолски дела 27 глава. Кога беше одлучено да отпловиме за Италија, Павле и неколку други затвореници ги предадоа на еден стотник по име Јулиј од царската чета. Се качивме на еден адримитски кораб кој требаше да плови покрај азиските места и така отпловивме. Со нас беше Аристарх, македонец од Солун. На другиот ден стигнавме во Сидон. И Јулиј, кој поставуваше со Павле човеколюбиво, му дозволи да појде до пријателите своји за да се погрижат за него. Кога тргнавме оттаму, пловевме по заветрината на Кипар, бидејќи ветровите дуваа спротивно. И откако го преполовивме морето покрај Киликија и Памфилија, стигнавме до Мира Ликиска. Таму стотникот најде еден александриски кораб, кој пловеше за Италија и не префрлија во него. И пловејќи полека многу дни, одвај стигнавме до Крит. Бидејќи ветрот не спречуваше да влеземе таму, допловивме по Крит покрај Салмона. И откако со мака пловевме покрај неа, стигнавме до едно место наречено Добри пристаништа, близу кое се наоѓаше градот Ласеја. Откако мина многу време и пловењето стана веќе многу поопасно, а и постот беше веќе минал, Павле ги опомена и им рече: "Гледам, луѓе, дека пловењето ќе биде мачно и со голема штета, не само за товарот на коработ, туку и за животите наши." Но стотникот повеќе му веруваше на кормиларот и собственикот на бродот отколку на зборовите Павлови. А бидејќи пристаништото не беше погодно за преземјување, многумина изјавија дека сакаат оттаму да отпловат, ако е можно до Феникс, критското пристаниште кое се наоѓа спроти југозападниот и северозападниот ветар, и таму да преземуваат. А кога дувна југот, тие помислија дека може да ја остварат својата цел. Ја кренаа котвата и запловија покрај Крит. Но наскоро против нив се дигна бурниот ветар, наречен Евракилон. И штом го зграби коработ, бидејќи не можеше да му се спротивстави на ветрот, ние им се препуштивме на брановите да не носат. Минувајќи покрај едно островче кое се вика Кавда, одвај можевме да го задржиме коработ. Кога го извлекоа, употребија секакви средства и го врза коработ одоздола, бидејќи се плашија да не се насукаат на сиртите и ги спуштија едрата и така бевме носени од струјата. Но другиот ден, бидејќи бевме силно фрлани од бурата, почна да го изфрлуваат товарот, а на третиот ден сами со рацете своји ја изфрла опремата на коработ. Но бидејќи во текот на многу дни не се појави ни сонце, ни звезда, а беснееше и прилично голема бура, понатаму исчезнуваше секаква надеж дека ќе се спасиме. И бидејќи веќе долго време не беа јадени, Павле застана среде нив и рече: "Луѓе, браќа, требаше да ме послушате и да не тргаме од Крит, и ќе ги збегневме овие маки и штети. А сега ви советувам да бидете бодри, зашто ни една душа од вас нема да загине освен коработ." Бидејќи ноќеска ми се јави ангел од Бога, чиј сум и кому му служам. И рече: "Не плаши се, Павле, ти треба да излезеш пред царот и ете Господ ти ги дарува сите што пловат со тебе. Затоа, браќа, не плашете се, зашто му верувам на Бога дека ќе се случи така, како што ми беше речено. Но треба да бидеме изфрлени на еден остров." Беше веќе 14-тата ноќ откако бевме носени наваму натаму по Јадранското море, кога кон полноќ морнарите насетија дека се приближуваат до некакво копно и кога ја измерија длабочината, открија дека изнесува 20 фати. Поотидоа малку потаму, измерија пак и најдоа 15 фати. И бидејќи се плашија да не удрат во карпести места, од страната на кормилото спуштија 4 котви, па чекаа да осамне. А кога морнарите намислија да помегнат од коработ, испуштија чун во морето, како да ќе спуштаат котви од предната страна. Павле му рече на стотникот и на војниците: "Ако овие не останат на коработ, вие не можете да се спасите." Тогаш војниците ги пресекоја жињата на чунот и го оставија да падне долу.
И пред да осамне Павле ги покани сите да каснат, велејки: денес е 14-тиот ден, откако во исчекување стоите гладни, не вкусувајќи ништо. Затоа ве молам, каснете, тоа ќе ви го спаси животот. Впрочем, на ниеден од вас нема да му падне ни влакно од главата. Штом го рече тоа, зеде леп, му благодари на Бога пред сите, прекрши и почна да јаде. Тогаш се ободрија сите и зедоа храна. А во коработ не имаше вкупно 276 души. И кога се подкрепија, почнаа да го леснуваат коработ и сврлувајќи го житото в море. Штом се раздени, земјата не ја познаа, но забележа еден залив со песок на кој решија, ако им појде одрака, да го извлечат коработ, и дигајќи ги котвите се заплови по морето, а покрај другото ги разлабавија и врските на кормилата. Го развие малото едро спрема ветрецот што дуваше та пловеа кон брегот, но удирајќи на еден гребен, прамецот на коработ се заби и веќе не се подмрдна, а задниот дел од коработ се разбиваше од силата на брановите. Војниците пак помислија да ги убијат затворениците, за да не се исплива некој да побегне. Но стотникот, сакајќи да го спаси Павле, ги одврати од таа намера и заповеда најнапред да скокнат и да излезат на земја, оние што знаат да пливаат. А другите, кој на штица, кој на штогоде од коработ. И така излегоа сите живи и здрави на земја.